Најголемиот дилер во историјата со опиумот создала империја, но носела круна, па никој не им можел ништо. Во денешно време најпознатите имиња на наркобосовите им припаѓаат на современите криминалци Пабло Ескобар и Хоакин Ел Чапо Гузман. Сепак, историската перспектива открива уште помоćна фигура која не функционирала од сенка, туку од престолот, кралицата Викторија, символ на британската империја. Незиното владење не само што било обележано со индустријски напредок и проширување на колонијалното влијание, туку е и една од најголемите државни операции за трговија со дрога во историјата. Опиумот, кој Велика Британија го произведувала во Индија, станала алатка за уривање на кинеската економија, со што започнал така наречениот век на понижување за кинеската држава. Викторија станала кралица на само 18 години. Во тоа време во Англија опиумот и другите психоактивни супстанци биле легални и широко користени, дури и кај деца. Лауданум, мешавина од опиум и алкохол, бил дел од нејзината секојдневна рутина. Кокаинот, што се користел во форма на гуми за џвакање вино, особено за забоболка. Канабисот бил препишуван за нејзината менструална болка, а хлороформ користен за време на породувањето и го нарекле задоволство без мерка. Историчарите веруваат дека Викторија искрено верувала во лековитоста на дрогата затоа што тогаш немало знаење за зависноста или долгорочните последици од неа. Откако стапила на престолот, Викторија наследила сериозен трговски проблем. Британците увезувале огромни количини чај од Кина, но кинеската империја не била заинтересирана за британски производи. Резултатот бил трговски дефицит што Британија ја ставал во неповолна позиција. Решението било пронајдено во опиум, чие производство во Индија било под целосна контрола на Источно-индиска компанија. Иако опиумот бил забранет во Кина, британските трговци нелегално го сместувале во големи количини, создавајќи огромен пазар помеѓу кинеските зависници. Кина реагирала нагло, се обидела да ја запре трговијата дипломатски, дури и испратиле писмо до кралицата Викторија, во кое повикале на морална одговорност. Кога не вродило со плод, заплениле и уништиле опиум вреден во тогашни пари 2,5 милиони фунти, што предизвикало директен британски воен одговор, првата опиумска војна. Британските сили ја поделиле Кина, а исходот од војната бил договорот од Нанкинг, кој го дал на Британија Хонконг, пристап до дополнителни пристаништа и екстратериторијални права на незините државјани во Кина. Опиумските војни продолжиле во следните децении, а последиците за Кина биле катастрофални. Милиони зависници, губење на суверенитетот на делови од територијата и пат на меѓународниот углед. Во Кина овој период се памети како век на понижување, кој траел до средината на 20 век. Во исто време, трговијата со опиум сочинувала 20% од годишниот буџет на британската империја. Викторијанска Англија парадоксално го изградила својот статус како светска сила со продажба на дрога, а во исто време развила идеја за морална и цивилизацијска супериорност во Европа. Иако кралицата Викторија лично не управувала со трговијата, нејзиното молчење, игнорирањето на дипломатските апели и заштита на економските интереси на империјата ја прават клучна фигура во една од најорганизираните и најпрофитабилните владини сделки со дрога во историјата. Во оваа смисла, метафората за неа како најголемиот наркобос на сите времиња има своја историска основа, не поради нејзината лична вина, туку поради системот што таа го овозможила.